Ова утро сме на Скопска Црна Гора, во местото Сливовик, каде се одбележува празникот Ѓурѓовден. Со мене ова утро е градоначалникот на Чучар Сандово, Зоран Бајовски. Зборуваме и за традицијата, и за обичаите поврзани со празникот. Ние бевме сведоци на дел од вашите обичаи. Се кршеше и погачата со паричка. Не дознавме кој е кумот, но ќе ни кажете малку подоцна. Граѓаните се собрани и културното друштво Плетеница се тука. Ќе ги одиграат традиционалните македонски ора да се прослави како што доликува празникот. Добро утро, да ве поздравам за многу години Ѓурѓовден. Добро утро, добро дојавте на Скопска Црна Гора, поточно во атарот на село Мирковци, место викано Сливовик, кај што се наоѓа оваа преубава црква, која што во моментов е во изградба, односно го возобновуваме стариот храм, посветен на Свети Ѓорѓија, кај што го чествуваме празникот Ѓурѓовден. Така, уште еден повод за тоа што сме ние тука на ова место и обновувањето на црквата Свети Ѓорѓија. И тоа ќе имаат гледачите можност да го видат. Ајде да започнеме за обновувањето на црквата. Кога ќе биде готова? Зошто се обновува црквата? Од мештаните дознав дека имало мало црквиче пред да се изгради оваа црква. Со години наназад традицијата налага тука да се одбележуваат празниците. Вака да почнеме зошто тука се обележува Ѓурѓовден, бидејќи едниот дел од селото Мирковци, односно Горното Мало, потекнува токму од овој дел, кој што немаме точни податоци кои години се преселиле во подолниот дел на подножјето на Скопска Црна Гора. Овој храм е неколку пати возобновуван, рушен во текот на изминатите векови, бидејќи постои сигурно повеќе од 7-8 века, колку што знаеме. Селото било тука, 5-6 фамилии кои што се сите се староселци, но еден дел од тука потекнува. Заедничко за сите тие фамилии што куќна слава е Свети Ѓорѓија Посен, можеби за тоа бил изграден храм посветен на Свети Ѓорѓија. Подоцна дел од селото, тоа е за Ѓурѓовден, доаѓале тука, го славеле празникот Ѓурѓовден, посветен и храмот посветен на Свети Ѓорѓија. Денеска голем број на верници кои што се по потекло од Скопска Црна Гора, кои што се иселени, наоѓаат време да го посетат овој храм. Беше во лоша состојба, односно со времето, и беше мал за да ги прими сите верници, затоа црковниот одбор селото одлучивме да го возобновиме и да изградиме поголем храм. Целта ние да го заживееме и овој дел од Скопска Црна Гора, односно да ги поканиме сите љубители на добрата природа, на верата, да дојдат да го посетат местото Сливовиќ, манастирот Свети Ѓорѓија, а крајната цел ние да ја заштитиме преубавата Скопска Црна Гора. Заедно со мојата денешна соговорничка Марија Рајовска од фолклорното студио Плетеница зборуваме за носиите кои што ги имаат ова утро по повод празникот Ѓурѓовден. Ќе изиграте ора кои што се традиционални по повод денешниот ден. Ќе ни кажеш, Марија, и за носијата, но и за твоето искуство со фолклорното студио Плетеница. Добро утро. Добро утро на сите. Како што ги погледнавте во самиот дел од оваа програма, изигравме денеска по повод празникот Ѓурѓовден, го изигравме хореографијата која е создадена за овој празник Ѓурѓовден, која е сама наречена Ѓурѓовден. Оваа носија оваа игра се игра со носиите од овој дел од Скопска Црна Гора. Например, носијата која денес јас се носам е една од постарите носии која потекнува од овој дел, стручно од овој дел, и една од постарите оригиналните делови. Носијата е од кошула црниче, која по самиот ракав и крајот на носијата има црн вес, кој е направен од дебел кафен конец, кој порано го везеле секако и ја носеле постојано. Имаме исто така и алов појас, кој се става на оваа, алова фута. Исто така имаме зобек. Ова е елек или кој го носеле исто така со оваа носија. Накитот исто така исто така го носеле многу, бил потенцијален на оваа носија со изгледот, каде што кој ги ставале марамите, односно по брадокот, се става со ремен, како што го носам јас, но тогаш ременот бил украсен со доста парички, но ние денес ги немаме. Исто така
под марамата се носи и под марама. Додека пак девојките, кои биле девојки млади како нас, го носеле цветот на десната страна, пак оние што се постари жени, свекрвите, мајките и така, ги носеле цветовите на левата страна. Сега интересно кај нашата носија е тоа што невестите, кога имале свадба или така нешто на самиот ден, носијата е носиле на поинаков начин. Тоа што на марамата се ставало плетенка горе, која го ја подигнувало и била наречена плетеница, што доаѓа од само на името на нашето друштво Фолклорно студио Плетеница. Така, значи тоа невестите ги носеле тие плетенки. Невестата се носи на самиот ден на незината свадба. Така да, тоа е тоа за нашата носија, која што денес ја изигравме нашата кореографија Ѓурѓев ден и за овој празник. Моето искуство со ова друштво е веќе јас со игрорната се одам 7 години и навистина уживам во тоа што се занимавам и тоа што сум го одбрала, односно тоа да ми биде некој дел хоби. И некако, например, се чувствувам слободно, исполнето и уживам додека го правам и навистина ми исполнува целата за се. Така да, моето прво друштво не беше Фолклорно студио Плетеница, тоа дознав од друштвото и некако, ама мислам дека ќе остане до крај. Така да, навистина ми е драго што станав дел од ова семејство со нашата тетка Жаки, како што ја нарекуваме, која ни е нашиот кореограф. И навистина сите се труди постојано да ни исполни секаде да одиме и навистина сме и сите за преблаз за благодарни за тоа и многу си ја сакаме и така да. И ние многу ти благодариме што ни ја објасни денешната носија која што ја носите по повод празникот Ѓурѓев ден тука на Скопска Црна Гора каде што се наоѓаме. Уште многу успеси, многу настапи, не само низ Македонија и надвор од Македонија, а гледачите во продолжение ќе го погледнат и вашиот настап, кој што кажавме по повод за празникот Ѓурѓев ден. Марија, ти благодарам да се гледаме и на други настани. Благодарам и на вас и поздрав до сите.